Овдека во изминатите вечери слушнавме разни мисли од многу наши дејци, пред се најмногу писатели, па за почеток одбрав и јас една мисла од мојот омилен Петре М. Андреевски. Инаку, лесна му земја беше познат како поет, а малку минао знаат дека пишуваше и новели. И една таква новела е напишана баш во годината кога сум роден, 1964 и се вика Седмиот ден. Па вели: за моите луѓе никада не се зборуваше, па јас морав да ги проучувам од народните песни. Слава им на пејачите кои сето устно творештво го краде од полските скаколци. А слава им и на моите луѓе кои вкусот на водата што ја пиева го определувава според должината на патот по кој што го беа изминале. Читајќи ги овие редови, сватив дека рецепт за успех на македонската археологија треба да биде само преточен во археолошка методологија. Да, ние имавме музеи и кога се осамосталивме, ама таму сите артефакти беа толку сиромашни и редовно говореа само за туѓи истории. Ние знаеме дека многу од документите за македонците и денеска киснат по трезорите на Европа. А спомениците кој странец прошол или ги искршел, или ги украдел, но седејќи ги тамо каде што подалеку од очите на македонецот ќе бидат само една далечна помисла за македонскиот народ за да заборави на своите корени. Тие денес не ни ги даваат да ги видиме ни оригиналите, иако сме колеги и стручни за тоа. За овие 3 децении, копајќи по нашава света македонска земја, ние пронајдовме артефакти со скриени пораки од нашите предци низ македонските артефакти, бидејќи кои катадневно ни помагаа да ја напишеме својата историја за илјадетното постоење. Овој пат ние тоа го сторивме на начин кој што беше препознаен и признаен од меѓународната стручна јавност. Дека Македонија, како никогаш досега, ја посетуваат илјадници добронамерни луѓе восхитени од нашето културно-археолошко богатство. При оваа посета на нашите музеи, овие наши пријатели прашуваат каде било досега ова археолошко богатство, зошто не било изложено. Одговорот беше едноставен. Па ние едва и почнавме да копаме пред 3 децении, а поинтензивно во само деценија и пол. Требаше време тие да бидат конзервирани, истражени и презентирани. Тие се преку Вардар, драги мои пријатели, и многу од вас верувам ги виделе, а и треба да ги видат бидејќи се наши и тука близу до нас. Овие докази говорат несомнено дека ние имаме културен континуитет повеќе од 3000 години, а само македонското име е старо над 2600 години. Ги подсетуваме дека денешната територија, која е едва 25.713 квадратни километри, некогаш беше 7 милиони квадратни километри и на 3 континенти. Нормално е дека не посакував и не замислував културното богатство да го презентираме овде, туку таму кај што му е местото. Меѓутоа, таков е часот. Нормално е да се очекува дека ние, граѓаните, треба да почитуваме некаков интернационализам. Меѓутоа, каков, ве прашувам? Дали нашите граници се само рамка за сопирање, дека ние имаме вишок суверенитет и територија? Сигурно дека немаме. За каква измама и експеримент се работи во случајот на Македонија? Тоа е сосема јасно. Некој однатре одработува едно мрачно сценарио насочено против Република Македонија и нејзиниот уставен поредок.
Намерата е многу јасна. Кога не делеле, веднаш ни давале некое залче за да не залажат. Тоа беа тие две точки што наведно ги добиеме кон пристапни веднаш ако ја пуштиме владата да се оформи ваква како што не треба. За да многу бргу, во пократок или малку поодложен временски интервал пристапат кон уставни промени кои ќе доведат до редефинирање на нашата држава. Кои се тие? Билингвалниот карактер на државата на 100% од незината територија Македонија. Бинационален карактер на државата со фаворизирање само на еден втор конституивен елемент. Менување на символите на Република Македонија, знаме, химна и грб. Па, драги мои, ако се тоа го смениме, нормално дека конечната ќе биде екзекуција на Македонија преку чинот на формална промена на името на Република Македонија. Ние, луѓето кои што се бавиме токму со таа историја, која што многу не сака да ја признаат и од надвор, а богами и од внатре, одлучно кажуваме не против билингвалноста на цела територија. Не за бинационална држава за сметка на мајоризирање на останатите националности: турци, срби, роми, власи и останати. И најпосле, од овдека ние јасно кажуваме, ние сме тука на браникот на црвено-жолтата линија за борба за заедничка Македонија. Ќе останеме верни на принципите на нашите линденци, Гоце, Јане, Тошев и Петров и стотици илјади паднати борци, за да го зачуваме она што денес го имаме: слободна и независна Република Македонија. Таа е дом и пример како сите на едно место можат без внатрешни огради и ѕидови, без паралелни буџети, без кантони и без федерализација мирно да коегзистираат. Знаеме, кога во минатото сме дозволувале да не делат, тоа секогаш сме го плаќале со децении, па и со векови. За заедничкиот пат по Европа, ама под македонско име и со македонски пасош. Во НАТО, само со македонски униформи и под ова исто знаме. Како знаеме дека не грешиме? Па ние немаме задни намери скриени. Ние не велиме пуштете не во председателската фотеља, а после ќе ви кажеме што ќе правиме со државата. Затоа велиме не за странски платформи во Република Македонија. Оние што не сакаат толку многу во Европската Унија и ќе не примат, ама само на достоинствен начин, како што влегоа и останатите други, а не обезличени, без име и без јазик. Затоа од ова место порачуваме: тие што сакаат власт, нека се преиспитаат дали се застапуваат за се во ова, под овие принципи, бидејќи ние нема да остапиме од овој пат и нема да има проштување на предавства и да се делиме на предавници и патриоти, бидејќи грешката нема да биде направена. Влада нема да има, едноставно. Да живее слободна и европска заедничка Македонија.